Исти силни пораки, но од нови гости. Европската министерска тројка, која денеска беше во Скопје, представувајќи ги Германија, Франција и Полска, повтори што земјите членки на Унијата очекуваат од Северна Македонија во наредниот период. Приоритет на листата е продолжување на пристапните преговори со успешно заокружување на процесот на уставни измени. Првата порака е дека Северна Македонија припаѓа во ЕУ семејството. Втората е дека одлуката сега е во рацете на земјата. Третата порака е дека потегот сега е потребен поради моментот кој постои во Европската Унија. Ќе нема нови барања и условувања од Бугарија по завршувањето на уставните измени. Германската министерка обраќањето го почна и го заврши на македонски јазик. Делот меѓу почетокот и крајот од настапот Лирман го пополни со низа пораки, меѓу кои клучната, дека договорот постигнат со Европската Унија минатата година е фер и дека подобар ќе нема. Нашата порака е јасна. Ја потенцираме поддршката за Северна Македонија да стане членка на Европската Унија. Сега, прозорецот за проширување на ЕУ е ширум отворен, за што треба одговорност и стратешко размислување. Ве поддржуваме да продолжите по реформскиот пат. Уставните измени ќе потврдат улогата на Северна Македонија како мултиетничка држава, а со тоа земјата ќе може да продолжи со пристапувањето. Силно ги повикувам сите политички субјекти да ги поддржат уставните измени. Секој одлагање ќе биде на штета на граѓаните. Сега е време за одлуки, за одговорност. Тројката Лирман, Бун, Шинковски својата посета на Скопје ја представија како знак за поддршка која, како што рекоа, во овој турбулентен геополитички период треба да се искористи. Нашата порака е јасна. Сакаме да ја поддржиме Северна Македонија на патот кон Европската Унија и да ја видиме како полноправна членка. Сега е на политичките структури да ги завршат уставните измени. Тоа треба да биде суверена одлука на земјата. Сега е моментот, нема време за чекање, зашто шансата може да се пропушти. Тоа министерската тројка ќе го пренесе и на опозицијата. Власта се уште се надева на поддршка од другиот политички табор. Очекувам на сите политички партии и на сите пратеници да ни биде приоритет да го продолжиме успехот од пред една година и да го интензивираме преговарачкиот процес. Со стратешка и проактивна политика да ги направиме уставните измени и да го надминеме периодот без никаква штета и без можност да се вратиме назад во чекалната или пак во изолираното минато. Тоа сме го поминале и тоа не го сакаме ниту за нашите граѓани, ниту за нашите идни генерации. За помалку од една недела во Скопје допатуваат дури 6 министри од земјите членки на Унијата. Денеска беа Лирман, Бун и Шинковски, а пред неколку дена беа и Шаленберг, Липавски и Влаховски. Но и покрај силното меѓународно лобирање, опозицијата за сега не покажува знаци на предомислување. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.